Со Мирко делевме многу заеднички интереси и љубови. Арсенал, Вардар, култура, нашето МКЦ и секако вечната љубов кон градот во кој израснавме, вечната љубов кон Скопје. Градот кој го задолжи да твори, да се развива, да напредува, едноставно да стане подобар. Во темелите на секоја зграда, во секоја педа скопски асфалт, во секој клуб, институција, плочник, во секој од малку останатите скопски паркови стои врежано името на овој човек. Се чини дека постигнуваше да стигне секаде. Енергијата која зрачеше од него беше невозможно да не те обземе и да не те принуди да се приклучиш во следната мисија која што тој ја замисли. Мирко Попов е галебот Джонатан Ливингстон на македонската современа култура. Човекот кој веруваше дека секогаш може подобро и повеќе, дека небото не е лимит. Чудно, најпознат Мирко беше као политичко битие, тоест као човек кој што дава мислење за ова или за она. А би рекол и најпознат по одговорот на најглупото новинарско прашање у свет, што би направил кога би дошол на власт. Само да појаснам, идејата не беше оригиналната идеја. Не е да се запалат сите цркви. Идејата беше да се поштеди соборниот храм у Скопје, да се напуни со озвучење и да продолжи да работи под името The Church. Како автор, реално беше игнориран од мнозинството, но и од скопската критичка маса, која баш не е свесна дека покрај Скопјанка има некенки. Тој е автор на над 100 други композиции за PMG колектив, Кантон 6, Македони The Crew, Мирко Попов квартет, па и онаа фабулозна соработка со Сетстат. Фала Богу, песните се тука. Уопште не мора да брзате. Тука се за вас. Се надевам дека некогаш сериозно ќе седнете и ќе ги преслушате. Мирко секојдневно во се што правеше, ги менуваше работите. Се трудеше да го менува светот. Ова што го правеше за младите, ова што го правеше за музиката, ова што го правеше за културата, е само дел од таа една поголема слика на целосно менување на условите во кои што живееме, на земјата во која што живееме. Тој беше толку голем оптимист. Никогаш не се откажуваше, никогаш не се предаваше, секогаш се бореше и секогаш инсистираше да не се откажуваме и да не се предаваме и да не стануваме конформисти, да не си легнуваме на брашното или да не си ги пакуваме куферите и да си одиме, оставајки. Зошто да го направиме тоа? Па ние кои што се занимаваме со култура и со уметност точно знаеме дека уметност најдобро се твори и се создава таму каде што си роден, дека од таму потекнуваш и дека тоа тебе те дефинира и те тера да ја создаваш таа уметност. И всушност, да, нашата генерација го имаше Мирко, кој што секојдневно се бореше да го прави тоа. Сака да игра у диско, Скопјанка.